Во свечена атмосфера и доминација на црвените шалови во пријатниот амбиент на ресторанот Аледар, синоќ се одржа манифестацијата избор на спортист на општина Кочани за 2016 година. Најдобрите спортисти, тренери, екипи и спортски работници ги добија признанијата и наградите од представниците на локалната самоуправа. На тој начин е заокружена уште една успешна спортска година во која најпозитивната придобивка се големиот број нови млади надежни спортисти кои надоаѓаат во кочанскиот спорт. Наградата за најдобар спортист на општина Кочани на каратистот Мартин Стојменов му ја врача градоначалникот Радко Димитровски, кој веднаш по доделувањето за телевизија Кочани вака ја оцени манифестацијата. Ова за мене е една голема гордост и доказ дека макотрпната работа и вложувањето во спортот се исплаќа. Не случајно мојот клуб, мојот тренер и јас сум избран за најдобар спортист. Ние работиме професионално веќе долги години, се трудиме, настапуваме на разни надпревари, настапуваме на надпревари од светски ранг. Тренирам со тренери што се од светски ранг, со тоа докажавме со нашите резултати што освоивме повеќе медали од државни надпреварувања, од балкански, од европски медал, европски медал. Се надевам дека така ќе продолжиме, ќе работиме напорно и еден ден ќе си ги оствариме нашите соништа. Традиционално, како и секоја година, крајот на јануари ги прогласуваме најдобрите спортисти во текот на изминатата година и еве денеска на 30 јануари ги прогласивме резултатите од спортот во 2016 година. Сакам да кажам дека од година во година имаме се повеќе заинтересираност за пријавување на оваа манифестација. Посебно ме радува тоа дека имаме млади спортисти и ние како награди ги даваме најповеќе на овие најмладите спортисти. Очекувам дека со измените, со почнувањето на примената на новите измени во Законот за спорт, од оваа година ќе имаме уште подобри резултати во спортот. Очекуваме фудбалскиот клуб Осогово да се пласира меѓу првите 3 во третата фудбалска лига, за да може да директно се квалификува во втората фудбалска лига. Очекуваме да продолжат со успесите каратистите предводени од нашиот Мартин. Очекуваме стандардно да ги продолжат резултатите и нашите гимнастичари, така да очекувам 2017 да биде уште побогата со спортски настани. По публикувањето на Јоже Јованов од спортот, односно велосипедизмот, вообичаено каратистите избија на прво место во кочанскиот спорт, зашто потврда се и бројните признанија и награди кои тие ги добија од новинарите. Покрај Мартин Стојменов и Роберто Здравковски, кои ги зазедоа првите 2 позиции во конкуренција на најдобар спортист, тука се и младите каратисти, од кои 4 влегоа во изборот на 10 најнадежни. Во 10 најуспешни спортисти на Кочани влегува и третопласираната според бројот на гласови гимнастичарка Јана Николова, потоа тенисерката Даниела Колева, гимнастичарот Стојан Атанасов, фудбалерката Верица Георгиева, джудистот Александар Алексов, фудбалерот Кристијан Блажев и кошаркарот Александар Тодосиев. Во конкуренција на 22 пријавени млади спортисти, новинарите ги избраа 10 најнадежни. Каратистите Ѓорги Петров, Кристијан Грозданов, Ангел Митев, Ивета Ушанова и Мартина Шахинова, гимнастичарите Антонио Јаношевиќ и Ристе Симеонов, фудбалерот Грегори Давков, кошаркарот Дино Лазаров и каратистот Љубомир Давидков. Најдобра екипа за 2016 година е карате клубот Партизан пред пинг-понгарскиот клуб Кочани и Фудбал Старс. Најдобар тренер е Оливер Коцев од карате клубот Партизан пред Симеончо Митев од Фудбал Старс и Николче Колев од гимнастичкиот клуб Кочани. За големиот придонес во фудбалот во изминатите 50 години посебно признание му се доделува на некогашниот голман на Осогово Лазар Балдазаров. Борис Поп Ѓоргиев, Лоранс Марков и Тошо Антов како членови на планинарското друштво Осогово добија признание за спортски личности на годината и добија силен аплауз од присутните за активностите и резултатите што ги остваруваат во освојувањето на планинските врвови.